Централен дневник на регионалната К1. Добро вечер. Настаните кои го одбележаа денот ги донесуваме веднаш по најавите. Останете со нас. Мигрантската криза е предизвик со кој Македонија допрва ќе се соочува. Агроберза за развој на лозарството и раноградинарството наскоро во Кавадарци. Финишира работата околу кајакарската патека на реката Вардар. Пензионерите септемвриската пензија ќе ја добијат зголемена за 5%. Ова го најави премиерот Никола Груевски при работната посета денеска во Охрид. Тој додаде дека зголемувањето е предвидено во буџетот и дека е само едно од многуте покачувања кои оваа влада ги остварила. За 5% од септември пензиите ќе бидат зголемени, потврди премиерот Никола Груевски при посета на Охридскиот регион. Пензиите кои пензионерите ќе ги добијат во октомври ќе бидат повисоки. Зголемувањето е програмирано во буџетот и најверојатно ќе биде линеарно и секој пензионер ќе добие од 600 до 630 денари повеќе. Ова есен септемвриската пензија што се зима во октомври да биде повисока за 5%. Се уште не сме донели одлука, но доста е веројатно дека ќе одиме со линеарно зголемување, што ќе значи отприлика 600 до 630 денари зголемување за секој пензионер. Како што и сами кажавте, ние речиси секоја година вршиме зголемување на пензиите, досега се зголемени за над 67%. При посетата, премиерот посочи дека за време на мандатот на оваа влада ќе бидат реконструирани вкупно 400 училишта. Веќе се реконструирани 350, а во тек е реконструкција на 7, а тендерска постапка тече за уште 35 училишта. Тие ќе бидат реконструирани до крајот на оваа година. Мигрантската криза е предизвик со кој Македонија допрва ќе се соочува, како и со опасноста мигрантите од различни азиски или африкански земји да почнат да се задржуваат на нашата територија, изјави премиерот Никола Груевски, говорејќи за потребата од превентивно и активно делување во таа насока. Глобалниот проблем со мигрантите кои на патот кон Европа минуваат низ Македонија ја стави Македонија во својство на транзитна држава. Мигрантскиот бранш што го зафати европскиот континент е проблем и закана на денешницата со која Македонија мора да се соочува и справува, како и со фактот дека постои можност во иднина мигрантите од различни азиски или африкански земји да се задржуваат на наша територија. Тоа е и допрва ќе биде сериозен предизвик, рече премиерот Никола Груевски. Ако некој мисли дека оваа мигрантска криза е некаков бран кој ќе помине набрзо, се лаже. Ова е само почеток на еден вид нова голема преселба на народите, која доправа ќе добие замав. За сега добро се справуваме, но предизвиците ќе растат. Ќе бидат потребни и дополнителни напори, дополнителни мерки и политики. Отворените закани и повремените делување на радикалните терористички групации се дополнителен проблем кој демне Македонија. Неодамнешните настани во Куманово и повремените фрлања бомби или гранати се само подсетник дека ваквиот вид закани не е само некаде далеко од нас, во Франција или во Белгија, во Норвешка или во Америка, во Ирак или во Сирија. Тие може да дојдат и во нашата улица, пред нашиот влез на зграда или куќа и да ги загрозат нашите животи и животите на нашите блиски. Во тој правец, нагласи Груевски, мора да се работи на зајакнување на одбранбените и безбедносни сили со цел превентивно и активно делување во насока на справување со овие закани. Основниот суд Скопје 1 им одреди 30-дневен притвор на 9-мината притворени во вчерашната антитерористичка акција на Министерството за внатрешни работи Келија. Тие се притворени поради основано сомнение за кривичното дело учество во странска војна, полиција, паравоени и параполициски формации. За 9-мината притворени во вчерашната антитерористичка акција Келија на Министерството за внатрешни работи, судија во Основниот суд Скопје 1 им одреди 30-дневен притвор.
Тие се притворени поради основано сомнение за кривичното дело, учество во странска војска, полиција, паравоени или параполициски формации од член 322 од казнениот закон, опфатено по повеќе основи во неколку ставови од истиот член, како и предлог за определување на мерката притвор за останатите 27 лица по кои се трага. Воедно на останатите 27 лица, судијата на претходна постапка со оглед на тоа дека истите не беа приведени, издаде наредба за нивно приведување пред судија на претходна постапка, а по нивното обезбедување и сослушување ќе одлучува по однос на предлогот на јавното обвинителство. Судија на претходна постапка по разгледување на фактите и доказите кои беа предложени од обвинителството, заедно со предлогот за определување на мерката притвор и по сослушување на приведените во присуство на нивните бранители по предлогот на јавното обвинителство, оцени дека се исполнети условите кои произлегуваат од одредбите на Законот за кривична постапка за определување мерка притвор и на 9 лица им одреди мерка притвор во трајање од 30 дена, се вели во соопштенијето од Кривичниот суд. Општина Кавадарци наскоро ќе го реши барањето на лозарите и раноградинарите за создавање на агроберза. Општината наскоро ќе стави на продажба државна парцела на која идните сопственици ќе се обврзат да изградат агроберза. Барањето на лозарите и на раноградинарите за создавање на агроберза започнува да се остварува. Општина Кавадарци наскоро планира на продажба да стави државна парцела на која идните сопственици ќе се обврзат да изградат агроберза. Иако во Кавадаречкиот регион постојат неколку откупни пунктови со ладилници, градоначалникот Панов, кој најчесто е медијатор помеѓу лозарите и винариите, вели дека за развој на земјоделството агроберзата е клучен фактор. Агроберзата не ја формираме и не се гради само за нив. Тоа е можеби најмалиот дел. Се гради за откуп на цело земјоделско производство, на купецот на агроберзата, односно на организаторот на агроберзата, за да можеме цел вишок и на грозје и на сите земјоделски производи, како во тиквешета, така и пошироко, организирано со ладилници да се откупуваат и да се продаваат широм државата, односно надвор од државата. Околу 20 милиони килограми на грозје секоја година се јавува како вишок. Токму оваа количина според земјоделците е причина откупувачите да тактизираат со цената. Доколку би имале агроберза, земјоделците велат дека оваа количина ќе заврши кај нив, а потоа и на странските пазари. Тоа пак директно ќе влие за зголемување на профитот на лозарите и на раноградинарите. Се асфалтира регионалниот пат од село Корешница кон село Бистреници во должина од 1400 метри. На оваа сообраќајница се изврши реконструкција за да се избегне опасноста од ударните дупки, но и да се подобри безбедноста на патниот сообраќај. Деновиве градежното предпријатие Гранита АД Скопје започна со асфалтирање на дел од регионалниот пат од село Корешница кон село Бистранци во должина од 1400 метри. На оваа сообраќајница е извршена реконструкција за да се избегне опасноста од ударните дупки, но и да се подобри безбедноста на патниот сообраќај, како за возачите на моторните возила, така и за пешаците кои секојдневно го користат овој пат за извршување на своите потреби. Со реконструкцијата се извршува проширување на коловозот од 3 на 4 метри и асфалтирање на коловозот во должина од 1400 метри. Исто така се изработуваат банкиниот по 1 метар на двете страни на коловозот и се продолжува постоечкиот цевест пропуст за 3 метри. Средствата се обезбедени од јавното предпријатие за државни патишта при владата на Република Македонија во соработка со општина Демир Капија. Асфалтирањето на останатиот дел од патот до село Бистренци е планирано за идниот буџет за 2016 година, што ќе влезе во програмата на Министерството за транспорт и врски. Министерството за здравство покрај набавката на нова опрема за потребите на општата болница во Велес превзема мерки за дополнително кадровско зајакнување на одредени специјалности. Од 2013 година па до денес на едукација во странство се испратени 40 здравствени работници. Со цел зајакнување на специјалностите на општата болница во Велес, Министерството за здравство покрај набавката на нова опрема за потребите на болницата презема мерки за дополнително кадровско зајакнување на одредени специјалности.
Од 2013 година до сега, 40 здравствени работници од Велешката болница се испратени на едукација во реномирани медицински центри во странство, а се очекува болницата да се збогати и со доктор-специјалист во областа на гастроентерохепатологија. Докторката својата специјализација ја започнува оваа година. Дополнително го загнуваме капацитетот на оделението за урологија, со тоа што почнувајќи од овој месец, по 3 пати неделно доаѓаат доктори од клиниката за урологија кои работат и амбулантски прегледи и интервенции. Ова е многу значајна мерка со која ќе овозможиме за релативно краток временски период докторите од клиниката да ги пренесат искуствата на нивните колеги во општата болница во Велес, а воедно специјалистите уролози од Велешка болница да ги доусовршат вештините во оваа област. На ваков принцип се зајакнуваат и специјалностите дерматовенерологија и неврологија. Доктори дерматовенеролози ја посетуваат Велешката болница 2 пати неделно, со што покрај едукација на нивните колеги вршат и амбулантски прегледи. Се фокусираме и на специјалноста неврологија, по-конкретно во делот на диагностичките методи ЕЕГ и ЕМГ, за кој веќе е отпочната едукација на докторите невролози во болницата во рамки на клиниката за неврологија. За почеток, за време на летните одмори, еден доктор доаѓа на едукација секој втори ден на клиниката, а од септември ќе отпочне едукација на други 20 доктори кои на ротацијска основа ќе се едуцираат на клиниката за неврологија. Како што нагласи министерот Тодоров, овие мерки ќе овозможат значително зајакнување на капацитетот на општата Велешка болница, од што бенефит ќе имаат пред се пациентите од Велешкиот регион и околните места. Во ликовниот салон во Велес беше отворена ретроспективната изложба на академскиот сликар Вејо Ташовски, која е дел од проектот Кич да, сте или не. Изложбата представува пресек на целокупното творештво на авторот, опфаќајќи ги сите периоди во неговото творештво. Просторот и времето преостануваат да бидат средина во која се капат на сликаните форми, тие стануваат инструменти на поезијата и на платното. Тие се всушност повеќе изразни средства и поттик на една поезија, тие се поезија самите. Мисла на францускиот уметник Пиер Сулежи, кој одлично се вклопува со ликовното творештво на Вејо Ташовски. Во ликовниот салон во Велеса беше отворена ретроспективна изложба на академскиот сликар, која е дел од проектот Кич да, сте или не, изложба која што представува пресек на целокупното творештво на авторот, опфаќајќи ги сите периоди во неговото творештво. Убавината на делата и вниманието кое го предизвика кај публиката со својот карактеристичен ликовен израз не мотивираа во еден скратен обем и со внимателно направен избор да ја дадеме можност на пошироката ликовна јавност уште еднаш да се потсети на неговото творештво. 48 дела изработени во комбинирана техника беа представени пред велешани. Ретроспективната изложба е заокружување и своевиден пресек на творештвото на овој рано починат автор, кој што има значајно место и улога во афирмација на македонската современа ликовна уметност. Општиот впечаток при доживувањето на неговите дела е чувството на бесконечно движење и живење, постојано на границата меѓу конкретното и апстрактното. Прочистениот ликовен јазик, јасниот и единствен концепт и логичниот развој на идејата зрачат со позитивен знак и спокојство, несвојствени за немирот на нашето време. Вејо Ташовски завршил Академија за ликовни уметности, сликарски оддел во Љубљана, каде е магистрирал во 1979 година. Работел како професор на Факултетот за ликовни уметности во Скопје. Имал повеќе самостојни изложби во Македонија и Словенија, а земал учество и на голем број групни изложби во повеќе држави. Деветнаесет деца од основните училишта од општина Кавадарци од 29 јули до 5 август беа на бесплатен летен одмор во Михајлово на Кожув планина. Ова е четврти пат општината преку Општинскиот совет за превенција од малолетничко престапништво на Кавадарци да го реализираат проектот Летен камп Михајлово. По четврти пат општина Кавадарци преку Општинскиот совет за превенција од малолетничко престапништво на Кавадарци во рамки на програмските активности го реализираа проектот Летен камп Михајлово. 19 деца од основните училишта од општина Кавадарци од 29 јули до 5 август беа на бесплатен летен одмор во Михајлово на Кожув планина. Станува збор за деца кои покажуваат добар успех во учењето, но доаѓаат од социјално загрозени семејства кои немаат можност да ги пратат на летен одмор или во кампови.
Секретарот на Советот за превенција од малолетничко престапништво Костадинка Лалкова вели дека целта на овој камп е да помогне и да ги насочи овие деца кон вистински вредности и да ги тргне од можниот ризик и лошо поведение, а воедно и да ги награди за нивниот добар успех. Летниот камп Михајлово, освен општина Кавадарци, го помогнаа уште 7 кавадаречки фирми и поединци. Велес наскоро ќе добие кајакарска патека за кајак на диви води на реката Вардар. Од Велес има голем број репрезентативци во сите категории, па затоа патеката ќе им служи за тренинг, но и за надпреварување, бидејќи градот има богата кајакарска традиција. Привршуваат работите околу патеката за кајак на диви води на реката Вардар. Согласно препораките од кајак клубовите, општината носи одредена количина на камења кои ќе бидат распоредени деновиве долж патеката каде што ќе има потреба. Овој спорт е доста популарен во Велес. Од градот има голем број репрезентативци во сите категории кои се меѓу најуспешните, смета градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев. Се надевам дека оваа патека ќе им служи и за тренинг, меѓутоа ќе служи и за надпреварување, бидејќи Велес како град со кајакарска традиција го заслужува тоа во овој момент. Камионите веќе се на терен и принесуваат камен од каменоломот. Истите во текот на вчерашниот ден предизвикаа реакции кај граѓаните. Не се работи за шут, во секој случај не би дозволиле среде град некој да истура шут. Знаете дека и тоа казниво. Тоа значи дека општината во соработка со спортските клубови, кајак спортските клубови ја средува патеката. Значи тоа се работи за камења, не се работи за шут. По долгогодишното барање, кајакарите се задоволни од реализацијата на овој проект. Ќе можат да се организираат надпревари на повисоко ниво, како што знаеме Велес е расадник на добри кајакари години наназад и генерации во иднина ќе имаат бенефит од оваа работа. Тие велат дека многу ќе се подобрат условите како за тренинзи, така и за одржување на надпревари. Планирано е да се постават и монтажни трибини. Повеќе од 1 милион денари парична помош до денес е обезбедена преку донаторските линии од трите мобилни оператори за настраданите во поплавите во Тетово и Тетовско. Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој следната недела започнува со отворените денови за граѓаните. Вестите од Македонија. Дирекцијата за заштита и спасување соопштува дека интензивно се работи во село Порој, каде се претпоставува дека има околу 350.000 метри кубни нанос. Освен Желино, се подготвува нова локација за депонирање на отпад кај село Добреиште, општина Теарце. Патот Тетово Јаџинци е пробиен, но не е пуштен во употреба, а се работи на расчистување на речното корито на Поројска река. Во Голема и Мала Речица продолжува да се работи на терен. Во Мала Речица дополнително е ангажиран еден багер и 2 камиони. Во Голема Речица ангажирана е армијата и локалната самоуправа. Главниот пат Голема и Мала Речица е целосно исчистен. Се пристапува кон другите локални патишта. Во Шепковица се продолжува потрагата по исчезнатото девојче и расчистувањето со ангажираната механизација, стои во соопштението од Дирекцијата за заштита и спасување. Кинеската амбасада и донираше еден багер на општина Тетово, кој веќе е ставен во употреба. Европската комисија ја усвои програмата од 45 милиони евра за прекогранична соработка помеѓу Македонија и Грција. Средствата се наменети за 5 региони во Грција и 4 во Македонија. Ке се финансираат проекти за отварање на нови работни места, јавниот транспорт, здравствена заштита, природна средина како и за промоција на туризмот во регионите Лерин, Пела, Кукуш, Серас, Солун, Повардарието, Пелагонија, југоисточниот и југозападниот регион. Европската унија во програмата помеѓу Македонија и Грција ќе учествува со 39,5 милиони евра, што е дел од европскиот буџет од речиси половина милиарди евра, наменет за 12 прекогранични проекти на Унијата во период до 2020 година. Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој идната недела
почнува со отворените денови за граѓаните. Од 13 август до 13 септември отворени денови ќе се одржуваат во Гостивар, Тетово, Могила, Новаци, Битола, Богданци, Демирхисар, Струга, Свети Николе, Кочани, Струмица, Гевгелија, Виница, Пробиштип, Дојран, Охрид, Ресен, Кичево, Штип, Кратово, Кавадарци, Велес, Неготино и Валандово. Целта е реализирање директни средби со земјоделците и представниците на бизнис заедницата, кои ќе имаат можност да се информираат за поволностите на програмите за финансиска поддршка, да се запознаат со работата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и платежната агенција, да разговараат за прашања од нивен интерес и за проблеми со кои се соочуваат при аплицирањето, како и да побараат стручна помош. Отворените денови се и прилика институциите да ги слушнат проблемите на земјоделците во однос на користењето средства од програмите за земјоделството и руралниот развој. Десет лица убиени, а 400 ранети во Кабул во напад во камион бомба. Грција исплати 186,3 милиони евра кон Меѓународниот монетарен фонд. Десетина лица беа убиени, а околу 400 ранети во напад со камион бомба во Кабул. Меѓу повредените има десетици жени и деца. Камионот со експлозиви експлодирал во 1 часот по локално време во стамбен кварт во престолнината, во близина на владин комплекс со згради на Авганистанското министерство за одбрана. За сега никој не ја презеде одговорноста за нападот. Во изминатите денови беа извршени неколку крвави напади во Авганистан, откако минатата седмица Мула Ахтар Мансур беше избран за нов лидер на талибанците на местото на нивниот историски водач Мула Омар. Од почетокот на годината до 30 јуни во Авганистан во различни напади загинале 1592 цивили, а ранети се 3329, покажуваат податоците на Обединетите нации. Грција исплати 186,3 милиони евра на Меѓународниот монетарен фонд во момент кога се водат преговори за третиот финансиски спасувачки план за Атина. Ова го потврдил портпаролот на оваа институција. Тоа е првиот случај од почетокот на јуни во кој Грција ја исплаќа сумата што ја должи кон ММФ во утврдениот рок. Откако побара поместување на рокот, Грција на 30 јуни влезе во банкрот по долгот кон ММФ, кој од 2010 година е еден од главните меѓународни кредитори на земјата. Представниците на кредиторите на Грција се во Атина една седмица во обид да изготват финансиски спасувачки план за Грција преку заем од над 80 милиарди евра за 3 години. Меѓународниот монетарен фонд предупреди дека нема да ја финансира Грција додека Атина не усвои целосен план за реформи и додека европејците не се согласат да простат дел од грчкиот долг кој е околу 320 милиарди евра. Одбојкарската репрезентација на Македонија забележа значајна победа во Европската лига. На гостински терен извојува победа над Полска со 2:3 во сетови. Нашите репрезентативци не подклекнаа ниту при негативата од 2:1 во сетови, покажувајќи фантастичен победнички карактер. Со пресврт стигнаа до победата. Со уште една победа утре над истиот ривал, нашите репрезентативци ќе се борат за пласман во Final Four турнирот. Единствениот македонски европредставник работнички ќе игра против рускиот Рубин Казан во последното четврто плей-оф коло за пласман во групите во Лига Европа. Денешната ждрепка не им донесе многу среќа на дебармаалците, затоа што Рубин Казан е поранешен руски првак, не многу атрактивен, но исклучително тежок противник. Првиот надпревар ќе го одиграат на 20 август на арената Филип II, а реваншот е закажан за на 27 август 2015 година. Работнички продолжи понатаму, откако во продолжението го победи турскиот Трабзонспор со голот на Кире Марковски во 112-та минута, со што го елиминираше турскиот тим.
Во Работнички, клубот кој сериозно се наметнува како конкурент за највисоки дострели во македонскиот шампионат, се врати ветеранот Ренато Вугринец. Работнички веќе го одржа првиот тренинг и ги започна подготовките во тимот кој го предводи Андон Бошковски. Вугринец доаѓа од Лахвија, каде што играше заедно со Наумче Мојсовски, кој исто така се појавил на тренингот на клубот. Доаѓањето на Вугринец беше најавено пред 1 месец. Шампионот во Формула 1 Дженсон Батон е ограбен во неговата луксузна вила во Сен-Тропе. Джеко пречекан како император во Рим, Анхел Ди Марија е нов фудбалер на Пари Сен-Жермен. Британецот Дженсон Батон, поранешен шампион во Формула 1, ограбен е на спиење во неговата луксузна вила во Сен-Тропе. Од полицијата истакнуваат дека постојат сериозни претпоставки дека низ вентилациониот систем е пуштен газ за успивање, пошто Батон и неговата сопруга Джесика подолго време биле во безсвесна состојба, а ограбувачите можеле непречено да ограбуваат по просториите на објектот. Украдени биле голем број вредни предмети, меѓу кои и свршеничкиот прстен на Джесика, проценет на 250.000 фунти. Иако во куќата имало уште 3 луѓе, и тие биле заспани од гасот. Од француската полиција велат дека ограбувачите се почесто го користат овој метод. На аеродромот Фулмичино во Рим вчера пристигна един Джеко. Тој бил пречекан од неколку илјади навивачи на Рома. Фановите му приредиле одличен пречек при што го скандирале неговото име. Околу 23 милиони евра ќе изнесува трансферот на Джеко, што ќе биде 4-то најскапо засилување во Италија летово. Прв е Дибала, кој од Палермо во Јувентус помина за 40 милиони евра. Кондогбија од Монако во Интер за 36 милиони евра и Карлос Бака од Севиља во Монако за 30 милиони евра. Од вчера Анхел Ди Марија е нов фудбалер на Пари Сен-Жермен. Тој го напушти Манчестер Юнајтед по само една сезона во која покажа многу малку. Ди Марија во отворено писмо до Црвените ѓаволи 2 пати се извинил и додал дека и покрај тоа што имал добри намери, не успеал да се наметне во играта на тимот. Аргентинскиот репрезентативец во писмото жали што не успеал во таа голема екипа на начин на кој планирал, посакувајќи им успех, што поскоро да ја вратат доминацијата во Англија. Претежно облачно, но топло време имавме денес. Какво време не очекува викендов, дознаваме од деталната временска прогноза. Благодарам што не гледавте. Останете и понатаму со нашата програма. Пријатно.